Пред дневник на К3, добро вечер. На секое дете му е потребно семејство е наслов на кампањата која Центарот за социјални работи и Министерството за труд и социјална политика ја започнаа со цел подигнување на бројот на згрижувачки семејства. Центар за социјални работи Куманово заедно со Министерството за труд и социјална политика започнаа кампања на тема на секое дете му е потребно семејство со цел подигнување на бројот на згрижувачките семејства. На ниво на општина Куманово постојат 7 згрижувачки семејства, она што недостига згрижување на албанско семејство. Тенденцијата на оваа кампања е да ги мотивира граѓаните да згрижуваат деца без родители, деца со пречки во развој, деца на улица, деца со асоцијално однесување и стари лица. Ако се згрижи дете со асоцијално поведение, тоа може да биде само едно, а за деца без родители можат и повеќе да бидат згрижени во едно семејство. Вели Наџие Мустафа, координатор на проектот за згрижувачки семејства во Куманово. Нашо место за згрижувачко семејство ова година е покачено за 25%. Дете од предшколска возраст е 8.440 денари. Дете во школска возраст и дете со воспитно-социјални проблеми е 9.740 денари. Дете со пречки во развој, старо лице, возрастно лице со пречки во развој е 11.000 денари. Потоа тука се додава за деца во школска и предшколска и во школска возраст детски додаток е 7.400 и плюс е посебен додаток за деца со пречки во развој. Сузана Величковска е згрижувач на семејство од 2010 година и моментално има згрижено 4 деца од вкупно 10 досега. Таа на возраст од 51 година апелира до сите помлади да згрижуваат дечиња со тоа што ќе им подадат рака кога им е најпотребна, а воедно и ќе им овозможат и убав живот, користејќи ги благодетите на новиот закон за згрижувачки семејства, каде згрижувачко семејство добива зголемен месечен додаток од 25%. Ова е хуманитарна работа. Човек кој сака да помогне на некого, може да биде згрижувач. Како прво, како друго, треба да се помагаме, пошто животот е непредвидлив, не знаеш што може да се деси на твојот најблизок. Може да дојдеме утре во ситуација да ни нас треба помош. А сега со овој нов закон што еве владата ни додели на овие дечиња, плюс имаат покачување од 25%. Тоа се доста големи средства, а шефицата кажа дека кои бенефиции све можат да се користат. Значи, порано бев да семејства кои немаат дечиња згрижат дечиња во своето семејство, така што овие средства што ги зимат и нешто од нивните средства да можат да помогнат на оваа дечиња. За секое згрижено дете добивате обука и стручна помош и паричен надоместок од 6.000 до 8.000 денари. Право на парична помош има згрижувач кој згрижувал лице најмалку 5 години по наполнување на 62, односно 64 годишна возраст, кој е невработен и кој не користи пензија по било која основа. Започна септемвриското мерење на бучавата во Куманово. Новина е што мерењето ќе го спроведуваат екипи на Центарот за јавно здравје во соработка со екипи на секторот за животна средина од општина Куманово. Последните мерења покажаа зголемени гранични вредности на најголемите сообраќајници во градот. Екипи на Центарот за јавно здравје Куманово започнаа со мерење на комуналната бучава во општината. Во Куманово мерењата се вршат на десетина локации, при што се мери бучавата предизвикана од сообраќајниот метеж, градежните активности и угостителските објекти. Локациите се одредени во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. На секое мерно место се вршат и по 100 мерења и се обработуваат софтверски, информираат од Центарот за јавно здравје. Од вчера почнавме со септемвриските мерења на бучавата. Тоа се истите локации како и претходните години, бидејќи се определени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Тоа се 10 раскрсници во градот и со кои се опфатени сите зони, односно и тивките зони и бучните зони. Во овој период ќе следи процес на внесување и обработка на собраните податоци, според очекувањата на надлежните. Резултатите од мерењата ќе бидат добиени кон средината на октомври. Ќе мериме 4 пати во текот на деноноќието, во текот на една недела, односно 6 дена, 5 до 6 дена мериме бучава. Потоа следат оние математички пресметки, бидејќи со таква апаратура располагаме. Ново се што
дел од мерењата ќе ги спроведеме заедно со општината, со секторот за животна средина, бидејќи и тие имаат набавено апарат кој што е посовремен и пософистициран, така што да на лице место ја дава пресметката на нивото на бучава во надворешна средина, значи. Последен пат мерење е извршено во мај, а резултатите беа соопштени во јуни. Во тој период податоците укажуваа на зголемено ниво на гранични вредности на комуналната бучава, особено на најголемите сообраќајници во централното градско подрачје. Мерењата на комуналната бучава се спроведуваат 2 пати годишно. Добиените податоци се испраќаат до Министерството за животна средина и просторно планирање и до Советот на општина Куманово. По повод Европскиот ден на мобилноста, Министерството за животно планирање, локалната самоуправа и Европската делегација на Македонија во Куманово беше реализирана акцијата Денови без автомобили. Целта на акцијата е да се влијае врз човекот што повеќе да го користи пред се велосипедот како превозно средство, а сето тоа ќе придонесе врз намалувањето на загаденоста на воздухот, бучавата и друго. Општина Куманово се вклучи во семејството на европски градови во обележување на Европска недела на мобилност. Значи, денеска го обележуваме денот во општина Куманово. За момент автомобилите се запрени на сообраќајниците и еден апел со ово испраќаме порака до сите граѓани, значи да започнат со користење на алтернативен начин на превоз, значи да ги остават автомобилите и започнат да користат јавен градски превоз, да користат велосипеди или пак пешачење. Ако тргнеме од фактот дека 30 минути пешачење дневно или пак возење велосипед го намалува емисија на јаглерод диоксид за 1 килограм, значи сите можеме да допринесеме да имаме почист и поздрав воздух и поубава и поздрава животна средина. По повод Меѓународниот ден без автомобили, 22 септември, денеска, на овој ден и нашите ученици од основното училиште Крстен Бистрко за да учествува активно возење на велосипед. Сите ние треба да влијаеме за здрава, чиста еколошка средина, што помалку да ги употребуваме сообраќајните средства, што повеќе учениците и возрастните да пешачат, да возат велосипед, за да имаме чиста еколошка средина, чист воздух, за здраво тело, здрав дух. Како главни протагонисти на целокупниот настан беа представниците од неколкуте основни училишта во Куманово, кои демонстрира возење на велосипед. Крива Паланка втора година поред се вклучи во традиционалната европска акција од масовен карактер 22 септември, ден без автомобили во одбележувањето на Европската недела на мобилност 2015. Годинава во велосипедската парада учествува околу 270 млади кривопаланчани, а беа спроведени низа активности за чистење, уредување и дооспособување на патеките за алтернативните форми на сообраќај од страна на надлежните. Со цел промоција на алтернативните форми на сообраќај, како што се пешачење, велосипедизам и користење на јавен превоз, и во таа насока подобрување на условите, можностите и безбедноста на учесниците во истите, во Крива Паланка беше организирана велосипедска парада низ главната улица и велосипедско-ролерската патека покрај Крива река, на која учествуваа околу 270 млади кривопаланчани. Активноста е дел од акциите за доближување на европските практики во рамки на одбележувањето на 22 септември, ден без автомобили и Европската недела на мобилност 2015. Од минатата година традиционално е воведена и во нашата општина, односно општината ги прифати тие европски стандарди на почитување на одредени манифестации што се одржуваат во рамки на Европската унија и надвор од Европската унија како светски денови, и тоа пред се Европска недела на мобилност и 22 септември Европскиот ден, односно светскиот ден без автомобили, односно возење на велосипеди и други алтернативни форми, пешачење, ролери, јавен сообраќај и така натаму. Во рамки на кампањата по повод Европската недела на мобилност од страна на локалната самоуправа и јавното предпријатие Комуналец беше реализирано чистење и уредување на постоечките пешачки и велосипедски патеки со заложби за изградба на нови такви простори, информираат одговорните.
од страна на општината е одржан и состанок за изнаоѓање на нови форми за растеретување на сообраќајот. Значи, како еве на некој начин продолжување на оваа велосипедска патека кон Бегови Бавчи, воведување на нова велосипедска патека покрај Бабин дол, друга пешачка патека од другата страна на речното корито, значи на некој начин да се растерети гужвата што има од страна помеѓу пешаците, велосипедистите и другите учесници надвор од автомобилскиот и товарниот сообраќај. Учесниците во велосипедската парада вела дека велосипедот, освен за рекреација, го користат и за извршување на некои обврски, односно за брзо, лесно и еколошко стигнување до одредена дестинација, најчесто до училиште или до продавница. Велосипедот почесто го користам за планинарење и за одење негде подалеку, например до патека, негде подалеку. Добро, кога треба да завршиш некоја обврска, одиш со велосипед? Да. Добро, а качење до училиште, со што одиш? Понекога со велосипед, понекога со пешки, затоа што не ми е многу далеко. Да се возиме со другарите, да шетаме со него. Добро, а качење до училиште, до продавница, со што одиш најчесто? Пешки, најчесто некогаш со точка. За возење со другарите. Добро, качење до училиште, до продавница, со што одиш најчесто? Со велосипед. А низ улица дали е безбедно да го возиш велосипедот? Не. Зошто не? Треба да се внимава. Да. Лаги и паралаги е насловот на представата која вчера вечер беше изведена пред кривопаланичката публика од страна на актерите од збратимениот град Вршац, соседна Србија. Од годинишното издание на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски преостануваат уште 2 фестивалски вечери исполнети со театарска магија на сцената во Домот на културата. Традиционалните гости на фестивалот, актерите од Народниот театар Астерија од збратимената општина Вршац, соседна Србија, вчера вечер се представија пред кривопаланичката публика со представата Лаги и паралаги. Представата е работена според класичното дело на српската драмска книжевност од авторот Јован Стерија Поповиќ, а во центарот на дејството се лагите и измислиците како универзална појава во секоја време. Pa zato sam ti poslao Beč, da ti naučiš kad ja nisam mogao. Ti reći tako. Гостин на седмата фестивалска вечер во Крива Паланка беше директорката на Бирото за развој на образование Весна Хорватовиќ, која не ги штедеше пофалните зборови за театарската манифестација во градот, како и за интересот на младите за културна афирмација. Па морам да кажам дека сум исклучително почестена и ми е навистина големо задоволство што денеска бев гостин на меѓународниот театарски фестивал во Крива Паланка. За моја среќа денеска беше една одлична представа Лаги и паралаги од театарот од Вршац. Мислам дека навистина актерите беа на исклучително квалитетно ниво, дека имаше одлична атмосфера и она што особено ме израдува е што имаше многу млада публика кај посетителите, што значи дека нашите ученици, нашите средношколци, нашите студенти сакаат квалитетни театарски представи, сакаат да одат во театар. И во оваа насока сакам да уште еднашка ја поздравам иницијативата од страна на градоначалникот на Крива Паланка. Актерите од Вршац 6-та година поред се дел од фестивалот, па затоа вела дека се чувствуваат како домаќини, а енергијата која се раѓа меѓу нив и публиката ги мотивира уште повеќе. Заиста е лепо, задоволство е битно. Наистина е убаво и е задоволство да се биде на еден ваков фестивал. Крива Паланка е мало место со голем фестивал. Тука се случува Југославија во мало. Луѓето доаѓаат опуштени, а вие сте одлични домаќини. Јас им се заблагодарувам на градоначалникот и на организаторите. Kad biste vi znali koliko mi volimo ovde da Кога би знаеле колку ние сакаме да дојдеме тука и колку се радуваме на вашите лица, мислам дека тоа се чувствува. Исто така кога и вие доаѓате. Сите се среќни бидејќи сте прекрасна публика. Следна на фестивалската програма е представата Не сам откај разголена наоколу во изведба на актерите од градскиот театар Јоза Ивакиќ од Винковци, Хрватска.
Пред повеќе од 50 на туроператори од Јапонија беше презентиран туристичкиот потенцијал со кој располага Македонија, видовите туризам и можностите за инвестирање во овој сектор. Презентацијата ја организира Македонската амбасада во Токио во соработка со Јапонска асоциација на туроператори и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Двочасовната презентација на јапонски јазик ја одржа првиот резидентен амбасадор на Македонија во Токио, Андријана Цветковиќ, која говорејќи за туристичкиот потенцијал на Македонија ги повика јапонските туроператори да ги искористат бенефициите и субвенциите што им ги нуди македонската влада на странските туроператори и агенции. Република Македонија е нова и атрактивна дестинација за јапонците. Субвенциите што владата ги нуди за туроператорите беа прифатени од страна на јапонските агенции со голем ентузијазам. Голем дел од нив ја контактира амбасадата со намера да се информираат што повеќе за нашата туристичка понуда, а воедно и подготвуваат тури во Македонија. Амбасадата посветено работи на промоција на Република Македонија во Јапонија, при што се надеваме на значително зголемување на бројот на јапонски туристи за следната година, изјави амбасадорката Цветковиќ. По предлог и номинација од страна на Македонската амбасада во Токио оваа година во конкуренција на 169 земји беше избран Охрид меѓу 30 најубави места во Европа од страна на јапонските туроператори. По презентацијата на туризмот, јапонските туроператори имаа можност да ги пробаат и македонските вина од повеќе винарии. Германската компанија ОДВ Електрик почнува со изградба на фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Струга. ОДВ Електрик произведува електрични инсталации за најпознатите автомобилски брендови. Почнува со изградба германската компанија ОДВ Електрик во технолошко-индустријската развојна зона во Струга. Производната хала ќе се простира на површина од 10.000 метри квадратни во слободната трговска зона меѓу Струга и Охрид. Со ова инвестиција на германската компанија најави отварање на околу 1000 работни места. ОДВ Електрик произведува електрични инсталации за најпознатите автомобилски брендови. Во веќе постоечката хала на ОДВ Електрик во Охрид во рамки на Браунфилд инвестицијата на германската компанија за адаптација и опремување на погонот беа вложени 600.000 евра. Соединетите држави гледаат знаци од Иран соработува со инспекторите на Меѓународната агенција за атомска енергија. Русија испрати 28 борбени авиони во Сирија, соопшти американски официјални лица. Германскиот канцелар Ангела Меркел ги повика САД да примат повеќе баратели на азил. Свето денеска. Соединетите држави гледаат знаци од Иран соработува со инспекторите на Меѓународната агенција за атомска енергија. Ова го изјави потпаролот на Белата куќа Џош Ернст, откако претходно Меѓународната агенција соопшти дека бил направен значителен напредок во испитувањата за можната воена димензија на иранската нуклеарна програма. Директорот на Меѓународната агенција Јуки Амано изјави дека Иран предал примерот си од околината на контроверзната воена база Парчин. Русија испрати 28 борбени авиони во Сирија, соопшти американски официјални лица. Според информациите, авионите се сместени во воздухопловната база во сириската покрајна Латакија. Претходно американски дипломати соопштија дека Русија почнала со мисија за изведување над Сирија со дронови. Ова може да биде прва воена воздушна операција на Русија во Сирија, од кога Москва почна да ги засилува своите воздухопловни сили во таа земја. Американските дипломати, чии имиња не се откриваат, не можеле да кажат колку дронови учествуваат во мисијата, додека Пентагон одбил да ја коментира оваа вест, пренесува Reuters. Дипломатите рекле дека Русија испратила помал број борбени авиони во базата во Сирија, неколку часа по телефонскиот разговор на американскиот секретар за одбрана Еш Картер со неговиот руски колега Сергеј Шојгу. Германскиот канцелар Ангела Меркел ги повика САД да примат повеќе баратели на азил во момент кога Европа се мачи да се соочи со најголемиот прилив на мигранти од Втората светска војна, јави ДПА. Не изгледа сосем реално Европа сама да се соочи со оваа ситуација без помош од САД, рече Меркел пред претениците на нејзината Христијанско-демократска унија и на коалицијскиот партнер Баварската христијанско-социјална унија.
Таа нагласи дека САД може да преземат повеќе бегалци од Сирија, како да ги подобрат условите за живот на сиријците во бегалските кампови во Либан, Јордан и Турција. Меркел истакна дека не очекува брзо решавање на бегалската криза на средбата на лидерите од Европската Унија. Германија е земја во Европа која прими најмногу азиланти, при што се очекува до крајот на годината нивната бројка да достигне рекордни милиони лица. Турција, Русија, Италија и Србија се кандидати за организација на завршниот кошаркарски турнир за пласма на Олимписките игри во Бразил. Кошаркарскиот репрезентативец на Франција Нандо Де Коло е на прагот да се врати во НБА лигата. Возачот на Формула 1 Дженсон Батон со реални шанси на крајот на сезоната да се повлече од надпреварувањето. Во пресет на Олимписките игри во Бразил наредната година, Светската кошаркарска федерација ќе организира 3 квалификацијски турнири, а досега интерес за добивање на организација на еден од нив појавија 4 земји. Официјално Турција поднесе кандидатура за домаќин на квалификацијски турнир. Неофицијални кандидатури објавија Италија и Русија, а од вчера на нив им се приклучи и Србија. Квалификациите ќе се играат во јули следната година, а ФИБА за 2 месеца ќе објави кои 3 земји ќе бидат организатори на турнирите за учество во Бразил. Оштотоку завршениот Евробаскет, директно учество на Олимпијадата обезбедија Шпанија и Литванија. Идниот организатор, доколку ја добие довербата на ФИБА, ќе треба да плати 2 милиона евра како главен услов. Еден од најдобрите кошаркари на француската селекција Нандо Де Коло истакна дека по завршувањето на договорот со ЦСКА сака да се врати во НБА лигата. 28 годишниот Де Коло, на што току завршеното првенство, беше избран во идеалната петорка. Де Коло има играно 2 сезони во НБА во Сан Антонио и Торонто, каде имаше просек од 4 поени. Минатото лето се врати во Европа и потпиша 2-годишен договор со ЦСКА Москва. Како пренесуваат англиските медиуми, Дженсон Батон најавува по завршување на кариерата. 35 годишниот возач на Формула 1 никако не може да постигне договор со Мекларен за продолжување на соработката, а бидејќи не сака да замине во друг тим, најверојатно ќе реши да се пензионира. Батон 2009 година беше шампион со Мерцедес и до оваа недела беше оптимист околу продолжување на соработката со Мекларен, а најновата информација вели дека може да најави повлекување на трката во Јапонија. Времето денеска беше променливо облачно со сончеви периоди. Следува временската прогноза. Дневникот заврши. Пријатна вечер и останете со програмата на К3. Следува најновото издание на Клучалка.